Здраво и добро ни дојдовте, започнува второто издание на Нова Бис. Интересна новина внесуваме во Нова Бис во 10:35. Секој ден осврт од наш агол на тема избори, ама од другата страна на медаљата. Започнуваме со издржано оценување на стилот на облекување на кандидатите, кои се потенцијални наши представници во новото собрание на Република Македонија. А кога велам издржано, не мислам јас да коментирам, туку тука е модниот дизајнер, кој пред малку и го најавив, Никола Евтимов, со кого ќе позборуваме за тоа дали во текот на оваа предизборна кампања нашите политичари внимава на стилот на облекување. Добре дојде најнапред, Никола, во студиото на телевизија Нова. Генерално, кое е твоето мислење? Колку посветуваат внимание нашите политичари? Зборувам за сите, не само за оние кои ги селектиравме денес да ги коментираш. Колку внимаваат на стајлингот? Моја генерална оценка е дека со текот на годините некако стајлингот или грижата за изгледот преку облеката и модните додатоци оди напред, што е за поздравување, затоа што на некој начин политичарите сватија која е моќта на визуелното пред гласачкото тело. Меѓутоа, од друга страна, нормално, ние денеска ќе говориме само за еден мал сегмент во визуелното, другото го ставаме на други луѓе да го коментираат. Па јас предлагам да започнеме. Се надевам фотографиите се веќе подготвени, нека не ни забележуваат гледачите или било кој друг за редоследот, сосема е случај, не е пождрепкано, не е ни намерен, но мора да се почне од некаде, нели? Па почнуваме со ред. Што би кажале вие за стајлингот на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски? Генерално во по официјалните пригоди тој начесто облекува облека која што не излегува од границите на очекуваното, што е за поздравување, затоа што станува збор за добро стокмени одела, нема премногу експерименти во боите со вратоврските или во дезените, што исто така одава впечаток на, да речеме, достоинствен господин кој што ја има таа функција. Начесто мотивите на вратоврските се ситни или дискретни, што исто така е добро. Меѓутоа и како и другите политичари во помалку формалните пригоди знаат да се облече во помалку формална облека, она што условно би го нарекле casual облека, нели? И тоа за мене се најдобри оние варијанти кога станува збор за понеутралните бои, или да речеме во зимските варијанти кога знае да облече некоја спортска јакна. Така. Продолжуваме со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Режија фотографиите, да, еве имаме и фотографија. Што би кажале за овој аутфит? Овој конкретен аутфит припаѓаше на некоја помалку формална нели варијанта. Меѓутоа, кај Зоран Заев треба да кажам дека исто така како и во претходниот случај кај господинот Груевски, некако облекувањето е на слична линија, може би има разлики, да речеме, во боите на вратоврските, на изборот на дезените, меѓутоа и понатаму сме во, да речеме, рамките на она што е достоинствено, официјално облекување на сериозен политичар. Во некои помалку формални пригоди го имам видено без вратоврски или, да речеме, со обични секојдневни кошули. Така, продолжуваме со Стево Пендаровски. Некако кај него ми изгледа некако многу успешен спој на некоја природна харизма и на изборот на облеката. Некако знае добро да ја носи и таа поспортска варијанта, посекојдневна варијанта и она што е одело. Оделата се доста свежи. Мислам, боите се повторно неутрални, меѓутоа сепак целиот пакет делува многу свежо. Така. Во оној неофицијален разговор го издвои Никола Поповски како политичар кој ти оставил најдобар впечаток во поглед на облекувањето. Зошто? Па затоа што мислам дека постојано води голема сметка за тоа како е облечен во сите јавни настапи. Кај него мислам дека неам видено нити едно промашување во изборот на облеката.
без разлика дали станува збор за тие официјални пригоди или пак за помалку официјалните, секогаш се оделата одлично скроени, дава по некаков интересен микс помеѓу младешка енергија и елегантното. Знае да избере, како во овој случај, многу бави и модни додатоци, како што се шаловите, со интересни дизајни. Меѓутоа, во дел од неговите одела има и суптилни доработки, кои што се видливи, да речеме, во шавовите на самите палта, во типот на копчиња кои што се употребени, и затоа генералниот впечаток ми е дека навистина се издвојува по својот личен стил. Кај него веќе можеме да зборуваме и за личен стил, да. А ако веќе зборуваме дека некој се издвојува по стајлингот, дефинитивно не смееме да го заобиколиме Амди Бајр. Се надевам фотографијата е подготвена, можеме да ја погледнеме, а верувам дека го погледна и гледачите. Што би кажале вие за овој стајлинг? Конкретно на првата фотографија, на што го видовме. Иако по дефиниција мојата професија би подразбирала исчекори и кршење на одредени стереотипи, сепак не треба да заборавиме дека зборуваме за политика, која што подразбира одредени норми во облекувањето. Неам проблем со бундите, особено ако се од вештачко крзно направени ради заштитата на животните. Меѓутоа, мислам дека ова беше сепак претерано. Не знам дали е намерно направено за да привлече внимание, затоа што навистина... А тоа добро му оди на Амди Бајрам, дефинитивно. Социјалните мрежи беа преокупирани со неговиот изглед, дури се правеа шеги или со фотошопирање на можните варијанти на бундата. Така. И оно на што вие модните дизајнери обично алудирате е дека треба сепак пријатно да се чувствуваме во облеката што ја носиме пред и над се. Колку на овие не само на овие што ги погледнавме, на пример, што ги извоивме за денеска за оваа емисија, туку генерално, колку се соодветни самите одела, облеката на карактерите на политичарите? Затоа што постојат типови на машка облека која што е да речеме прилагодена на политичарите како професија. Иако знаеме примери од европските парламенти каде што, да речеме, представници на зелените знаат помалку формално да се облекуваат дури на седниците на парламентите, сепак границата за изразување е релативно мала. Така да пред се гледа во софистицираноста на кројот, деталите, убавите јаки, вратоврските. Примерот, да речеме, кај Никола Поповски беше и во големото внимание што го посветува дури и на копчињата украсни за кошулите. Така да не зборуваме за некој екстремен тренд, туку секако дека треба да стане збор за облека која што е прилагодена, нели, на самата фигура, меѓутоа и да го остави тој впечаток пред публиката. Да не се почувствуваат дамите дискриминирани, ќе дојдат и тие наред во секој случај. Дали можеме да кажеме дека Доналд Трамп може да им позавиди на нашите политичари кога е во прашање облекувањето, стајлингот, аутфитот, како сакате? Можеби ќе биде пристрасно и помалку дури парадоксално со оглед на финансиската моќ на новиот американски претседател, меѓутоа јас дури и во... Вкусот не се купува со пари, дефинитивно. Да, во периодот додека траеше кампањата претседателска таму, постојано кога ќе го видев, ме зачудуваше како е можно со толку пари да има толку лошо скроени одела. Значи, најголемиот дел од нашите политичари имаат одела кои што многу подобро прилегаат на нивната физичка конституција. Не случајно те прашав за Доналд Трамп, затоа што оно што ќе го погледнеме во продолжение е прилог кој зборува токму за стајлингот на идниот американски претседател. Со задоволство. Ти благодарам за гостувањето, Никола. Познато е дека новиот претседател на САД, Доналд Трамп, сака скапи работи. Но воедно тој и пример дека парите не можат да купат вкус.
Пример за тоа се неговите костуми кои ги носи на јавните излагања, но не оние кои тој ги продава под своето име, Donald G. Trump Collection, туку костуми кои самиот тој ги носи. Поголемиот дел од нив го носат потписот на брендот Brioni, италијански бренд кој креира костуми во вредност од 6.000 до 17.000 долари, во зависност од материјалите од кои се изработени и начинот. Се сместува во класата луксузни костуми, но тоа никогаш не изгледа така на Доналд Трамп, а тоа е така затоа што не е важно што носи, туку како го носи. Модните критичари за костумите кои ги бира Трамп ќе кажат, тој одбира се поголеми, апсурдно широки со предолги ракави. И токму поради тоа изгледа ефтино. Како на дополнување на тоа ќе кажат, тој често костумите ги носи гужвани. Остануваме на тема политичари. Во продолжение погледнете го новиот трейлер за филмот Барак Обама. Новиот филм за американскиот претседател Обама се вика Бери. Режисер е Викрам Кан, а сценариото е на Адам Мансбах. Првата дама на САД Мишел Обама ја прими елката за Белата куќа, со што претседателската резиденција официјално веќе е подготвена за празниците. Сопругата на претседателот на САД Барак Обама ја отвори финалната семена празнична сезона во Белата куќа, каде ја пречека официјалната божикна елка со висина од 6 метри. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Дрвото било одгледано на фарма во градот Оконто, во Орегон и било доставено во Вашингтон од сопствениците Дейв и Мери Вандервелде. Елката ќе биде однесена во сината соба во Белата куќа, каде според традицијата се украсува и се изложува. Мишел Обама планира да ги представи украсите на семејствата на американските војници во вторник, пренесуваат медиумите. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Попатно погледнавте дека на големо се подготвуваат во Белата куќа за дочек на новогодишните и божикните празници. Пристигна елката која доправа ќе се кити, но во секој случај нема да ви го скратиме задоволството да го погледнете и трейлерот за најновиот филм посветен токму на актуелниот американски претседател Барак Обама. Уживајте во Бери. You take the baton from the ones who've come before, and you carry it as far as you can. Netflix го представи првиот трейлер за својот филм на Барак Обама, Бери, кој е втор филм за поранешниот американски претседател снимен во текот на неговите мандати. Под режисерската палка стои Викрам Кан, а сценариото го напишал Адам Мансбах. Филмот ја раскажува